Денеска во Заводот за заштита на спомениците на културата и музеј Штип беше промовирана книгата Маруша вратена дома од театарската критичарка и публицистка Лилјана Мазова, а промотори на книгата беа Зоран Читкушев и Јасминка Намичева. Книгата Маруша вратена дома е битова драма во три чина, напишана во 1925 година од Васил Хаджикимов и Душен Будимировик. Драмата е поставена истата година, но воедно и забранета. Токму оваа представа се води како прва забранета во официјален театар во Македонија. Во драмата се има три чина, се говори на штипски дијалект, се говори на српски јазик и на француски, зависно од каде се ликовите. Се случува во Белград, првиот чин, во една кафејана позната Три шешира и станува збор за битова драма со фолклорни елементи. Има 17 песни од нашата историја, од фолклорната историја музичка. Тие сите се употребени во драмата. Ние не можеме ник да предпоставиме кој е вистинскиот автор. Меѓутоа, напишаниот текст прво пишува Васил Кимович и Душан Будимирович. Важноста на Маруша е и во фактот дека е текст од македонското драмско наследство и дека е напишан на јазик кој бил забрануван. Главна причина, по моето толкување, е затоа што македонката Павлина, која во постеп станува Маруша, е многу попаметна и повредна од Србинот Перо, кој еден расипник расипи куќа, она го става во ред. Представата имала многу убав успех, многу е сакала публиката. И се нема друга причина, освен ако причина, тоа да не заборавиме дека е Македонија тогаш под српска управа, имињата се менуваат, македонските во српски се додаваат додавки и слично. И нема друга објективна причина зошто би била забранета. Сите архивски материјали од изданието Маруша вратена дома, авторката Мазова ги подарува на историската поставка на Заводот за заштита на спомениците на културата и музеј Штип.